Топ тема на ваша страна, добро вечер. Два нови законски проекти поврзани со реформите на тајните служби. Предлог законот за Агенција за национална безбедност, со кој треба да се замени УБК, како и предлог законот за координација на безбедносните служби, повторно ги отвараат дилемите колку во трката меѓу користењето на модерните технологии за безбедносни цели или во битката против криминалот може да се осигура дека нема да се премине тенката црвена линија на заштита на човековите права. Болно е македонското искуство од злоупотребата на тајните служби, што од подалечното, што од поблиското минато, па од тука и дилемите. Зошто едногласното за потребните реформи стана експертско воздржано не за предложениот концепт. Зошто се формираше ОТА, ако и новата УБК најавува своја опрема за прислушување и конечно, може ли само со административно преименување на агенцијата и на менување на просториите да се стигне до саканата цел, а тоа е неопходно прочистување на службите. Ова се само дел од дилемите за кои вечерва дебатираме со дел од стручната јавност, пратеници и автори на законите. Мои гости се Славјанка Петровска, подпредседател на работната група на МВР. Добро вечер и добре дојдовте. Фросина Ременски, пратеник и подпредседател на Собранието. Добро вечер и за вас. И универзитетските професори Маријан Ѓуровски и Злате Димовски. Добро вечер и добре дојдовте. Власта, законодавна и извршна, ќе оставиме малку за подоцна. Би почнал со вас како експерти и директно со првата теза. Јавната расправа која што почна откри едно воздржано не за предложениот владен концепт, односно многу дилеми, наспроти едногласноста дека реформа е неопходна. А Ѓуровски, зошто? Особено ми е драго што вечерва седнуваме на маса и колега од Факултетот за безбедност, кој јас на почетокот би се пошегувал, можеме да одржиме мини наставно-научен совет со оглед на присутноста на најмалку тројца професори, но ова се разбира прилог кон јавната дебата која... Ременски тука е малку на тест, ке видиме колку држат професорските ставови од пратеничка позиција. Ако се имало предвид јавната дебата, се разбира дали има прилика заеднички вредности и сите ние овде на масата кои сме се заеднички став, дека е нужна потребата од длабоки реформи и трансформација на безбедносно-разузнавачкиот систем на Република Македонија. Со оглед на тоа што во изминатите 27 години сме сведоци на најмалку 2 до 3 афери на големото УВО, добро е што претходниот закон за следење на комуникациите и до формирањето на оперативно-техничката агенција се донесе врз основа на една јавна дебата и консензус на сите релевантни парламентарни политички партии. Особено е важно овие реформи доколку може да се донесат со полн консензус со сите парламентарни политички партии. Но имајќи во предвид дека во блиското минато имавме неколку афери од следење на комуникациите во политички цели, се разбира оправдан е стравот и внимателноста во однос на ребрендирањето и формирањето на Агенцијата за национална безбедност, досегашната управа за безбедност и контраразузнавање. Непобитен е фактот дека токму оваа влада даде политичка согласност да следењето на комуникациите дојде и се префрли во оперативно-техничката агенција. Апсолутно е сменета комплетната политичка клима и благодарение на демократскиот капацитет кој го има и Министерот за внатрешни работи и оваа влада, ние седнуваме на маса, имаме понекогаш и критички точки, но заеднички на крајот видливи се резултатите во однос и на реформите на јавната безбедност, но и формирањето на пример на оперативно-техничка агенција. За жал, јас го делам мислењето дека формирањето на, односно трансформацијата на управата за безбедност и контраразузнавање, јавната расправа требаше да биде малку подолга, за разлика од претходната. Например, ние на Факултетот за безбедност, заедно со Министерството за внатрешни работи, најмалку 3 дебати организиравме за оперативно-техничката агенција и околу дилемата каква ќе биде судбината на УБК во однос на тие 3 модели. Дали ќе остане во рамките на Министерството за внатрешни работи, дали ќе излезе како што е сега или ќе дојде до обединување со Агенцијата за разузнавање. Добре, сега сите овие надлежности
кои сега се наметнуваат во однос на следењето на комуникациите, во однос на превземањето на вработените, селекцијата, верувајте, оправдан е стравот и кај експертската и кај стручната јавност за одредбите кои се предлагаат во Законот за национална безбедност и на вистина не треба да се брза со целокупното донесување на овој закон, треба малку да се закочи со оглед на тоа што треба прво да се запрашаме. Дали со овие одредби ние ги исполнуваме забелешките од Прибе и токму овие реформи прво се прават за граѓаните и овој безбедносен систем со оглед на тоа што тој треба да ги превенира безбедносните ризици, а не да создава нови безбедносни и политички проблеми во земјата. Професоре, имаме ли длабоки реформи или во еден сегмент Ѓуровски спомна ребрендирање, бидејќи изфрли стартот на јавната дебата некои суштински дилеми. Така. Сметам дека ќе има реформи, мора да има реформи, затоа што сепак мора да се вклопиме и во современите тенденции со овие оперативно-тактички мерки и действија. И она што сега се прави едноставно во УБК, со она гласина која што се шири, со она фама која што има дека е злоупотребувана и така натаму, со тој страв што постоеше уште години уназад каде што владееше едно мислење дека таа е тајната полиција, не кај народот, не само кај народот, него и во рамки на Министерството за внатрешни работи, едноставно се наметна потреба на вистина сето тоа да се избалансира. Во која смисла? Да се даде онај демократски призвук од една страна, значи да има отчетност, таа служба, новата служба што ќе се формира, а од друга страна навистина да биде функционална. Да ги има сите оние елементи на легалност, да ги има ефективност, ефикасност и така натаму и нормално во тој контекст да ги редефинира методите и средствата кои што понатаму треба да се следат. Она што сега се прави, дефинитивно има еден чекор напред. Сведоци сме на неколку расправи на кои што учествуваме заеднички со колегите, каде што дискутираме за се она што навистина ни сметаше. Уште ние проактивно размислувавме кога не беше нити концепт направен, драфт верзија имаше од новиот закон. На нашиот факултет разговаравме за тоа, дадовме некакви забелешки и мене ми е многу драго, изразувам задоволство навистина во најдобар дел од она што го предложивме, барам зборувам за мене, од делот на принципите на работа, едноставно се вклопени. Особено делот на отчетноста, особено делот на обуките, понатаму за делот кој што се однесува на контролата, сето тоа е вклопено веќе во новиот закон. Сега, дали на тоа се добива вистински квалитет? Тоа ние сега треба да го имагинираме, да го предпоставиме и да видиме навистина дали она што се кажува, она што се очекува, ќе биде реализирано или евентуално сето тоа ќе биде, како вие што споменавте, некаква си шминка. Се надевам дека нема да стигне до шминка, затоа што сепак ни сиот овој процес кој што еве ни дозволуваат и ние да се вклучиме како академска заедница, кој што имаме некакво искуство од тој дел, едноставно ќе пренесиме дел од нашите размислувања, од она што го согледуваме кај другите служби, она што го има достапно, што можеме да го прочитаме, што можеме да го сознаеме, сето тоа во функција да едноставно направиме нешто, едно тело кое што ќе биде со дефинитивно соодветен капацитет, ќе има соодветни ресурси, а од друга страна нема веќе да биде она страшило, да го наречам условно, не е соодветен зборот, меѓутоа со резерва голема кај народот. Мораме таа резерва да ја тргнеме. Мора да се свати дека ова е служба демократска со сиот нејзин капацитет и едноставно да таа почне да функционира согласно правилата, односно она што треба да си го работи своето. Да не меша прсти во политиката. Не учи дека тоа страшило и не е некој збор, бидејќи озлогласената УБК е наследник на озлогласената ДБК, таа на уште по-озлогласената УДБА и така натаму и така натаму и да не одиме. Меѓутоа ќе ги детектираме сите оние поред почетната јавна расправа клучни некои слабости и дилеми кои што настануваат. Ременски реков во онаа дигресија на Ѓуровски дека сте на тест сега, бидејќи постојано и бевте еден од најжестоките критичари на состојбите во УБК, на потребата од реформи. Колку сега ова нуди реформи кои што нема да ја поминат она тенка црвена линија, или ќе бидат само и содржат такви гаранции, или ќе бидат само она административно преименување и преселување на апаратчињата од една во друга зграда?
почит за гостите, секако и за моите колеги. Ние дебатираме многу долго на оваа тема. Јас сум задоволна што гледам дека и моите колеги после долго време се охрабрија да зборуваат и за аномалиите на системот кој што не следал изминативе години, секако и стручно и политички. Она што рековте на почетокот за тестот, сигурно сум го положила, бидејќи сум сега уште покритична од она што бев кога бевме опозиција и кога ги номиниравме овие задачи за спроведување на овие клучни реформи под паролата нели никогаш да не се повтори. И затоа сум можеби и најгласниот критичар на целокупните аномалии кои што го следат овој процес на реформа, имајќи во предвид дека сум застапник на тезата дека нам не ни е потребна исклучиво административна реформа со ребрендирање и преименување, туку ни е потребна суштинска реформа што ќе значи и прочистување на самата служба од сите аномалии кои што ги следела што ја следела во изминатиот период. Концептот не е спорен, бидејќи ние се согласивме дека треба УБК да биде надвор од рамките на Министерството за внатрешни. Меѓутоа, она што мене ми недостасува во целокупниот процес на реформа е подготвителниот период. Тоа е подготвителен период кој што ќе значи создавање на законски, легитимни и легални услови за прочистување од, условно кажано, трулите јаболки во самата служба. Се плашам дека доколку навлеземе во реформата со арбитрерно одлучување, без пропишани законски утврдени критериуми за целиот процес на селекција, може да добие самиот процес на реформа поинаква квалификација за која што сум жесток поборник дека нема да ја прифатам, бидејќи не сметам дека политичките джелати и наредбодавачи на политичките прогони да се представуваат како жртви, а знаеме дека големиот извор на тој политички прогон во минатото била токму Управата за безбедност и контраразузнавање. Кога зборувам за предусловите, сметам дека внатрешната контрола при Министерството за внатрешни работи во многу нешта потврли. Кога зборувам дека потврли, зборувам дека и на министерот и на раководството во Министерството за внатрешни работи не обезбеди соодветни факти и податоци од примената на стандардните оперативни процедури кои што важеле и важат во Министерството за внатрешни работи, кои што понатаму ќе укажат на алките кои што потврлиле во системот на оперативното ќе го разговараме, бидејќи роковите се многу брзи и се врзува директно со изборот на новите кадри, но еве да го слушнеме и генералниот став на Петровска, обезбедување на сигурен, транспарентен, отчетен систем и така натаму. Тоа се постулатите на кои што, како што пишува во законот, треба да почива новата агенција, но и вечерва, и во јавната расправа што се случи вчера, веројатно ќе има и други, ги слушнавме и овие оценки, дека наспроти длабоки реформи има места каде што и опасност од само ребрендирање или неотстранување на аномалиите, како што еве рече господја Фросинова. Добро вечер, благодарам. Значи, дилемите кои се отворија не само на вчерашната јавна расправа, меѓутоа веројатно и подолго време се присутни во јавноста, се сосема легитимни дилеми кои се отвараат после подолго време на функционирање на заробена држава. И ова е веројатно една од прашањата кои што долго време не биле соодветно третирани, особено не им бил оставен простор на експертската јавност во вистинска смисла зборот да продискутираат за оваа тема. Законите ги предложивме формално од име на владата, Министерството за внатрешни работи како предлагач, меѓутоа тоа не значи дека ова ќе бидат последната верзија на текстовите и дека тие што ќе бидат имплементирани. И во овој случај, како што кажа и професорот Ѓуровски, во случајот со пакетот на закони за следење на комуникации, се водевме од премисата дека треба да бидеме навистина транспарентни. Не транспарентни само за да добиеме позитивна оценка, туку навистина да ги извлечеме најдобрите решенија за нашата држава.
И во овој случај имавме неколку работни средби и на ниво на факултетот за безбедност, меѓутоа и со разни субјекти, граѓанските организации, каде што практично секој од свој аспект на загриженост презентира одредени решенија кои се обидовме да ги вклопиме во законот. Јавната расправа, меѓутоа и претходните дискусии покажаа дека се направени можеби не пропусти, меѓутоа има недоречености во законот кои предизвикуваат на некој начин стравување во јавност. Бидејќи имаме два закона, тоа е едниот закон за агенција, за агенција, едниот за координацијата. Еве, јас би сакал да почнеме да отидеме директно на она што се најголемите криши. Првата од нив е позицијата на директорот, преголемата моќ која што тој ја има, и наспроти тоа позицијата на внатрешната контрола, која што му е директно подчинета на директорот, што создава сомнежи во ефикасноста на внатрешната контрола, особено ако се знае како таа функционира и ден денеска. Тоа е првиот сегмент. Вториот сегмент е употребата на алатки, средства, опрема за прислушување, следење и така натаму надвор од ДОТА. И третиот елемент би бил кадровско прочистување, избор на кадрите. Ајде да почнеме од ова првото. Позицијата на директорот наспроти, бидејќи ако се чита законот, се чини дека отчетноста кон собранието ја нема. Таа се подразбира, ама не е директно спомената. Внатрешната контрола, наспроти тоа да биде независен орган, е орган кој што директно е подчинет на директорот. Прво околу овој столб ги раскажи. Неспорна е политичката волја и тоа што ако сега се применат одредбите од законот, веројатно нема да дојде до злоупотреби во политички и криминални цели. Но овој закон го правиме за следниве 10 до 20 години, имајќи во предвид дека Република Македонија со членството во НАТО ја обезбедува потврдата на границите и територијалниот интегритет, но внатрешната безбедност е наш проблем и овој закон за нашите граѓани. Сметам дека прво јавната расправа малку требаше да биде подолга, како оперативно-техничката агенција, и доколку барем дебатиравме уште месец до два, ќе дојдевме до поквалитетни решенија, но никогаш се разбира не е доцна со оглед на јасната политичка волја која има Министерството за внатрешни работи да го слушне секое размислување и на тој начин да се дојде до продуктивни резултати. Сте проучувале повеќе системи? Еве конкретно прашање. Што значи тоа кога првиот човек на внатрешна контрола го назначува директорот и тој му одговара само на директорот? Од друга страна, ние целата суштина и на препораките на Прибе и целиот поттик за тие реформи беше потребата од надворешна и независна контрола. Дали генераторот на криза кој го имавме од пред 2 години, сега ќе го зајакнеме преку Законот за координација и Законот за Агенцијата за национална безбедност. Имајќи во предвид дека директорот на УБК досега го избираше владата, а и сега изборот ќе биде на предлог на председателот на владата, односно премиерот. Треба да се оди многу похрабро и позитивен е примерот на изборот на директор на оперативно-техничката агенција, каде што консензуално се дојде до решението да изборот на директор на Агенцијата за национална безбедност прво треба да биде од страна на собранието на Република Македонија и на тој начин да се зголеми нивото на доверба и контрола на собранието на Република Македонија. Зашто овде има сериозни одредби во Законот за Агенцијата за национална безбедност, во која се ограничуваат и почитуваната професорка како пратеник да побара информации за мерките и активностите кои ги презема Агенцијата за национална безбедност. Значи, се ограничуваат алатките на контрола на парламентарците и реално и се уште за жал и покрај тоа што се одлучи јасно целокупното следење на комуникации да се префрли во оперативно-техничката агенција, од непознати причини сега наеднаш се јави повторно следење на комуникациите надвор од оперативно-техничката агенција, надвор од ОТА и од операторите, преку користење на различни механизми и техники, и замислете апаратите за следење на комуникациите надвор од оперативно-техничката агенција ќе бидат во
новата УБК, односно во Агенцијата за национална безбедност. Значи, свеста во суштина на злоупотреба кој го имавме во изминатиот период не може да биде исклучена со оглед на тоа што имаме овде во одредби во законот на Агенцијата за национална безбедност и одредби каде што има дискреционо право директорот да одлучи кои мерки ќе ги употреби за да помалку го повреди човековото право и слобода. По која методологија и кој член од Уставот се ограничуваат човековите права и слободи. Значи, треба да се почне. Погодивте најспецифичниот член и заради јавноста сакам да го прочитам. Член 23 вели, ако постои можност за избор помеѓу повеќе мерки за тајно собирање на податоци и информации, ќе се примени мерката со која најмалку се задира во човековите права и слободи утврдени со Уставот на Република Северна Македонија, законот и меѓународните договори. Не може да има дискреционо право било кој безбедносен систем, а најмалку тајната безбедносна служба, Агенцијата за национална безбедност. Строго јасно регулирани правила, не може дискреционо право на председателот на владата, односно на владата да има и директорот во суштина. Значи треба генерално да почнеме од буквата А, кој ќе земеме по начинот и на избор на кадри, кој го спомена и колешката Ременски. Значи целата слика во суштина ова е некако ми наликува на одредби кои се земени од законите од Хрватска и од законите од Велика Британија, но ние треба да ги имаме во предвид македонските прилики, зашто на крајот излегува овој закон за Агенција за национална безбедност како англичанец со балкански манири, во кој на вистина овие што денеска го носат законот може за 4, 5 до 10 години ќе бидат жртви токму на овие одредби, токму нашата демократија. Професоре Димовски, ако е формирана ОТА, сега на вистина се поставува прашањето која е и што е, мислам, ние јавноста се изнаслужа за се и се што, џолти комбиња, странски служби, но и ден денеска како тече судскиот процес, ние се уште слушаме дека во пратеничката зграда имало посебен стан за слушање, кабел имал пуштено до една, до друга, до трета институција и сега она што се наметнува како логично прашање, ако се формираше ОТА како еден центар кој што ќе биде имун на сите влијанија за можни употреби, која е сега таа опрема која што не може да ја има ОТА, а може да си ја има повторно УБК и да си ја користи по собствена желба и потреби, иако тука е наведено дека за тоа треба да биде известен обвинител и сите работи, меѓутоа сепак постои тој страф директно овозможувајќи го тој прозорец на можност злоупотреба. Ќе почнам со народната, ако се изгорите од млекото, ќе дувате и во матерницата. Нам недовербата очигледно ни стана као стил на живење. Секојдневно тешко веруваме во било кого, што и да ни се спомене, секогаш мислиме на некоја си ниво на корупција, мислиме дека нешто е под некое партиско влијание и така натаму, така да премногу имавме случувања на ова поднебие, на толку мала територија, да сега веќе не веруваме во ништо. Факт е дека од некаде треба да се тргне. Треба да се направи реформа и од некаде мора да се појде. Сега се прашува некој можеби зошто баш сега, зошто овој момент. Овој момент е актуелен, сега ни треба. Она што го прашавте вие околу делот прво за изборот на директорот. Значи дефинитивно не би се согласил со овој концепт таму. Изборот на директорот треба да оди малку потранспарентно, не мора да биде од службата, може да биде од надвор како што беше и во ОТА. Тој принцип да се примени и едноставно да се најде модалитет како на јавен оглас да се пријават повеќе луѓе, да биде привлечна таа функција едноставно, меѓутоа сето тоа да биде озваничено со одредени критериуми, да не може секој да биде, во секој случај тоа не е дозволиво. Меѓутоа да има одредени други критериуми за кои што во моментов не можам сега да зборувам пошто немаме ни време ни можност. Околу другиот елемент. Значи дефинитивно она што е најтранспарентно кај нас или најмногу фама се подигнува кога ќе споменеме прислушкување. И веднаш се активираат сите оние сензори кај нас во негативност и така натаму. Не можам да разберам зошто ние повторно со сом не шодиме и кај оваа служба. Тоа што таму се споменува за користење на тие некакви технички средства. Ворете, можеби е малку избрзано, можеби малку е осилено, можеби не е баш точно дефинирано и така натаму. Но дека службата има потреба без ОТА да примени одредени мерки и действија, дефинитивно има, затоа што во хитна ситуација, во ситуација кога имаме навистина потреба да се действува, нема можност и сето тоа да се активира тој целиот механизам, по мој гледање. И јас сметам дека има можности и потреба да се активираат одредени
Да, но друго би било доколку пишува посебни технички уреди, например, потребни заради националната безбедност или, не знам, терористички закани или и така натаму, отколку да се остави оваа општа одредба, посебни технички уреди и опрема кои што овозможуваат спроведување на мерката без посредство на ОТА. Можеби несретно е наведено во самиот предлог. Значи, да ја трнеме ОТА, па ние... Затоа и дискутираме. Затоа има и представник тука кој што учествува во целиот тој градење на тој концепт. И сметам дека тоа ќе биде тргнато, ќе биде малку избалансирано, да има можности да примени, но повторно да не ги загрози човековите права и слободи. Ние премногу на тоа му даваме внимание, штом се спомене прислушкување и веднаш мислиме дека е крај на светот. Не е ова класично прислушкување, овде се користат сосема други методи и средства кои што навистина се неопходно потребни. Замислете дека таа агенција која што ќе ја формираме ќе биде со сите оние елементи на следење кои што и досега ги имаше УБК. Заштита на уставното уредување, спротивставување на странски разузнавачки служби. Ако не располагате вие со некаква си техника, еве на крајот на криштата и да немате за спречување на сигнали. Ама еве вие сами ги наредивте елементите. Директор избран од премиерот, модел со кој што не се согласувате, на предлог на премиерот, внатрешна контрола, директор избран од директорот на агенцијата и одговорен само нему. И за тоа ќе одговорам за внатрешната контрола, не стигнав, пошто сакав ова да го појаснам. Има два аспекти сега на тоа можеме да се огледаме. Едниот аспект е ако, како што кажавте вие, го избира директорот, собствен човек, ајде да кажам, човек во кој што има доверба, да следи законитоста на работата, затоа што не може директорот секаде да престигне нити физички, нити било како, и да навистина дава извештаи дали колегите кои што се вработени во новата агенција ќе ги работите онака како што е предвидено во законот. Тоа е првиот момент. Вториот е, ако му се наложи да се назначи друг надвор од волјата на директорот, а тој може да прави обструкции секојдневни во текот на работата. И замислете и тоа, и едната и другата страна е навистина спротивставени се. Мора да се изнајде адекватно решение во смисла да му се даде соодветни овластувања на тој што ќе биде на внатрешна контрола, меѓутоа не на штета на извршување на секојдневните задачи, на ефикасноста и на брзината на работење, затоа што некогаш мора да се постапи брзо. А тука може навистина да се погазат одредени принципи кои што се предвидени во самите закони. Ние поаѓаме од аспектот на заштита на приватноста и на човековите права. Најдобро е кога за овие прашања ќе зборувате неоптеретени од полициската и безбедносната субкултура, која што по дефолт значи некаква негативна солидарност и некаква тенденција кон бранење на страната на оние кои што ја имаат моќта на принудата. И затоа, кога го отвараме овој процес, секогаш е добро да зборуваме од позиција на стручњаци, од позиција на граѓани кои што со какви очекувања влегуваме во оваа реформа. Фактот дека за прв пат од 1991 година наваму се влегува во законско регулирање на работата на Управата за безбедност и контраразузнавање е само по себе реформа. Дали досега јавноста, не зборувам за стручната, дали досега јавноста знае врз основа на кои законски прописи и подзаконски акти работела Управата? Никој не знае. Неколку пасуси во Законот за внатрешни работи, во кој што се именува директор, имате посебни овластувања, посебни овластени службени лица со полициски овластувања, и тука завршува приказната околу тоа се што може да се користи и да се употребува. Видовме дека содржината на разговорите од сите овластени органи за следење на комуникации биле во Управата. Од стартот е нарушена независноста на истрагата во самите останати постапки. Но зборуваме за реформата. Се согласувам дека законот премногу моќ дава во рацете на директорот, не дека друг некој треба да ги дава тие наредби за спроведување на мерките, меѓутоа факт е дека треба да се ограничи моќта на дискрецијата во одлучувањето и секако да се даде сериозна нота
на внатрешниот механизам на контрола, за да немаме случај како денеска што имаме. И на дворешниот, на бидејќи не заборавајте за... дека во законот не се споменува директната обврска за отчетност пред собранието, што е еден од најголемите проблеми и сега. Многу е важен тој внатрешен механизам за контрола на законитоста на спроведување на овластувањата на работниците во агенцијата, за да немаме ситуација како и денеска, кога помошник министер за внатрешна контрола нема самостојност да отвори по службена должност истрага внатрешна за почитување на стандардни оперативни процедури за прашања кои што е должен да ги отвара. Тие прашања и тие истраги за УБК не важат со исклучок на неколку последни кои што се прават. Меѓутоа, затоа зборуваме за таа подготовка. Има повеќе размисли околу тоа кој треба да биде вклучен во изборот и давање на мислење за кандидатот за директор. Факт е дека ова е владина агенција и дека владата го има примарниот механизам за назначување и разрешување, но постојат искуства каде што надлежно собраниско тело дава мислење, не одлучува, него дава мислење на предлогот на владата. Од друга страна пак има и други размисли околу тоа дали собранието треба да го бира. Не сум сигурна во тој концепт, имајќи во предвид дека во претходните избори секогаш се кршеа политичките копија на подобноста на кандидатот, што секогаш и може да се проблематизира апропо овие услови кои што се ставени во законот. Но секако дека не треба да се насочува изборот. Една од забелешките на повеќето и меѓународни експерти е во насока дека не смее да се ограничи изборот на директор исклучиво од рамките на безбедносно-разузнавачката заедница, како што е пишано во законот. Тоа е во три служби: одбраната, разузнавањето и контраразузнавањето, затоа што токму свежината во менаџирањето и необременетоста со таа субкултура во безбедност, што секогаш се граничи на ивица на легалност и на ивица на она доминантност и дискреција, да не се премине во тој дел. Во делот на следењето надвор од посредство на ОТА. Тука може би се и најголемите забелешки во јавната дискусија. Тоа може би повеќе од недоумиците и неразјаснетите начини на работа на кои што и досега работела управата, а никој не знае како. Во Законот за следење на комуникации се остави прозорче во член, каде што требаше овој закон да го регулира следењето на комуникации без посредство на ОТА, што значи секоја безжичена комуникација. Но, тука доаѓаат предусловите на ова прашање. Дали ние знаеме како е набавена тактичката опрема во Министерството сега, постоечката што е остапена на јавното обвинителство за криминалистички истраги? Колкава е таа опрема? Кој ја набавил? Како ја набавил? Легалноста на самата постапка на обезбедување. Колку тактички опреми има? Знаеме дека една има во основното јавно обвинителство. Дали ова подразбира дека агенцијата ќе набавува нова? Дали тоа значи дека спецификацијата на техничката опрема што подлежи под собраниски надзор, ние се уште не можеме да ја добиеме затоа што таа не е попишана? Тие се многу прашања кои што доколку се одговорат на јавноста, на стручната, на парламентарниот надзор, секако дека ќе го поминат овој филтер на доверба во самиот концепт, но секако дека треба и дополнителни гаранции за можноста од злоупотреба и неовластено користење токму на таа тактичка опрема, која што во минатото ниту знаеме како е користена, ниту некој дал отчет. Дополнително што ние знаеме дека финфишери се пломбирани по барање на специјалното јавно обвинителство, а се набавени. Финфишерите се исто така една од тактичките опреми која што може да се користи, односно механизми за следење на комуникација. Тоа станува во делот околу прочистувањето, колку е речистено. Се извинувам, госпоѓо Петреска,
Кој е вашиот коментар на сите овие дилеми, значи околу позицијата на директорот, воочените слабости во внатрешната контрола и овој дел кој што предизвикува недоумици, што ќе биде тоа чудо надвор од што не може да го има ОТА, а ќе биде потребно на УБК и сомнежите од злоупотреби во тој контекст? Моje мислење е дека премиерот ќе има проблем да најде човек кој ќе сака да биде директор со вакви контролни тела кои што ги предвидува законот и со она што планираме да го дооредиме. Зошто ќе објаснам? Прво од изборот. Значи тоа што владата, односно премиерот ќе го предлага, владата ќе го избира директорот, не е воопшто ниту новина, ниту е нешто што ние сме го измислиле, туку тоа е резултат на компаративната анализа која спроведовме, која ја изанализиравме во повеќе земји кои што се членки на Европската унија и НАТО и каде што овој модел, односно изборот на директорот да го прави владата е прифатен. Може би затоа, за да не се случи да имаме дискреционо право на премиерот да одбере кој сака, може би затоа и еве да кажеме ги ставивме овие строги критериуми кои вчера се испостави, барем на идеја на критика, дека сме поприлично строги во делот на дефинирањето на условите кои треба да ги исполни директорот и апсолутно тие се предмет на дискусија и на дебата. Меѓутоа, целта заради кој што ги предвидовме строгите критериуми во смисла на работно искуство и раководно е навистина тоа. Не да го ограничиме, меѓутоа нити пак насочиме изборот на директор, меѓутоа сепак да се обидеме дека не, како што рече професорот Ѓуровски, овој премиер или овие министри, меѓутоа некои идни нема да направат злоупотреба да ни се случи избор на директор како што го имавме во минатото. Така што во однос на изборот на директор може би останува простор за дебата дали тој ќе помине на мислење во собранието или ќе биде чисто изборот само на владата. Позицијата на внатрешната контрола за која се има впечаток дека точно дека примерот на ОТА беше со двотретинско мнозинство и со консензус, меѓутоа за волја на вистината треба да кажеме и дека тој изборот на директорот на ОТА некој известен период беше заглавен во собранието. И сега ако зборуваме за политичкиот контекст, тогаш може да ги вагаме што е по целисходно и веројатно ќе превагне дека изборот на влада, особено што агенцијата е владина агенција, ќе биде најсоодветен. Во поглед на контролните механизми и сега во законот стојат прилично повеќе одредби кои што дефинираат што собранието смее и што не смее. Значи не е дека само е одредено што не смее да гледа собранието и во тој контекст употребата на техничките уреди без посредство на ОТА и операторите е предмет на надзорот на собранието, меѓутоа и на контрола од страна на јавниот обвинител и од страна на врховниот судија. Тоа значи дека директорот нема да има, идниот директор, дискреционо право да ги користи тие средства, односно тие ќе бидат користени само врз основа на судска наредба. И тука веќе самоволието или слободното толкување од страна на директорот се сведува на нула заради тоа што судот е тој кој што ќе го одобрува нивното користење. Инаку користењето на овие средства или поседувањето од страна на агенцијата е нешто што исто така компаративно е и во другите светски современи разузнавачки служби и тие од истите причини што и професорот Димовски ги наведе, ги користат исклучиво службите. Она што треба исто така да се има предвид е опсегот и спецификата на таа опрема. Таа опрема не е потполно иста како што е опремата во ОТА. И една од препораките на ПРИБЕ и практично она што и во законот за ОТА е наведено е дека ОТА не смее да има пристап до содржината на следените комуникации. Во случајот со оваа техничка кој ќе има контрола е прашањето, бидејќи еве јас пак ќе се вратам на примерот. Ние имаме судски процес во кој што слушаме дека не само таа опрема што била уништена, таа опрема за која што господ Геременски вели дека била заклучена, туку дека имало и некое станче каде што имало во него опрема. Која е таа контролна институција која што ќе може да има увид? Мене ми е јасно дека се тоа безбедносни служби и дека не може да се направи попис на објавен на интернет страницата со што се располага таа служба, меѓутоа контролни механизми мора да има. Ќе има, тоа ќе биде јавниот обвинител, прво треба да дефинираме дека ќе постои регистар за оваа опрема, во кој што точно, тоа е во членот 26 од постојниот текст предвидено, во кој што точно ќе биде забележано кога, кој службеник ја користел опремата, за која цел била користена и кога е вратена опремата назад.
тој регистар ќе биде достапен за контрола на надзорната собраниско тело. Исто така, јавниот обвинител, тоа е уредено во членот 58, вели дека во секое време може да изврши увид во податоците кои што се прибавени со користењето на оваа опрема. Тука доаѓа и судијата на Врховен суд, кој што исто така може да изврши увид, и секако собранието веќе го спомна со своето надзорно тело. Ки спомена компаративните анализи кои јас и претходно ги реков, и така ние поаѓаме при работата на магистарски трудови пишувањето на закони. Но мора да се има во предвид македонската автентичност и злоупотребата која сме имале во неколку случаи. Со оглед на тоа што е оправдан стравот дека оваа скапа играчка ќе ја дадеме во рацете на политичарите во иднина, со оглед на високата цена која може да се плати по однос на безбедноста. Подобро е да заглави изборот на директор на Агенцијата за национална безбедност 2 до 3 месеци во собранието, одошто Република Македонија да заглави во нов случај на диво населје или пак нова афера на големото уво. Прво, во овој закон за Агенцијата за национална безбедност погрешно е дефиниран поимовно делот на што е национална безбедност и сеофатноста и можност тука во суштина таа преширока рамка која сега се дава да биде злоупотребена, во која јасно вие го прочитавте законот. Исклучиво не е утврдена методологијата, начинот на избор на мерките, помалку да се прекршат човековите права. Кој ја утврди таа методологија? И во суштина, јас не знам зошто е стравот да следењето на комуникациите да оди исклучиво преку оперативно техничката агенција и чуму се формираше оперативно техничката агенција. Оперативно-техничките операции на следење на комуникациите исклучиво треба да се остваруваат преку новоформираната ОТА. И тоа, доколку имаме итни потреби, јасно ќе го регулираме во законот во конкретни случаи. Веројатно ќе треба би посебна дебата, бидејќи постојната агенција, апсолутно. И за опремата ќе дојдеме на ред. За следење и снимање на комуникации. Со многу поинаков, различен опсек и различен начин на работа од таа што е ВОТА. Која е разликата меѓу разузнавањето, контраразузнавањето? Овде требаме тактички мерки, наблюдување, следење, снимање. Зарем не може, на пример, беспилотно летало по наредба на директорот, ама ние мораме да ги имаме во предвид. Прво, и зошто опремата на Агенцијата за национална безбедност да се чува во просториите на Агенцијата за национална безбедност, а не во јавното обвинителство и судот каде што ќе дава наредба за нивно користење. Вие во моментов сигурно не знаете колку и каде, кој каква опрема на прислушување има низ територијата на Република Македонија, легално или нелегално, а не пак да се утврди реално регистерот. И сметам во делот на собраниската контрола. Сериозно е проблематична прво внатрешната контрола во Агенцијата за национална безбедност, каде што раководителот на внатрешната контрола, замислете, ќе го назначува директорот на Агенцијата за национална безбедност. Нешто слично како досега што беше. Во однос на надзорот на собранието, ако ми дозволите, само ќе прочитам еден член од членот 60 во делот на надзорот на собрание. Членовите на надлежното работно тело на собранието за надзор на агенцијата не можат од агенцијата да бараат податоци за начинот на собирање на безбедносните податоци. Тоа беше тема на дебата и ќе се Јас се извинувам, каков тип на контрола парламентарците ќе прават? Вие говорите за соодветна парламентарна контрола, кога во истиот закон овде стои дека пратеникот Фросина Ременски-Ташевска не може да побера информација за начинот на собирање на безбедносните податоци. Тоа рековме дека ќе го дообјасниме, ама за да не биде дека собранието не може да прави надзор никаков, прочитате алинејата 2 од истиот тој член ставот 3, каде што се вели нареди од суд за спроведување на мерки за тајно собирање на податоци и информации. Така што се сложивме дека во некој од ставовите, односно од членот 60, треба да ги доуредиме заради тоа што предизвикуваат несогласување и точно пратениците укажа на нивната многу тешка применливост. Ние Боби и Кили, извините, зборуваме за нешто што ќе важи од утре. Но забораваме дека има нешто што важат и денеска. Прашањето е колку ние успеваме со сите механизми што ги имаме на надворешна контрола и на внатрешна да ги дадеме
Претходните одговори за да овакви дилеми нема. Ова го кажувам од причина што и сега надзорните работни тела имаат право да бараат многу повеќе од тоа што исто така е влезено во законот. Споревме околу одредени прашања, ќе ги дебатираме. Но имавме бројни вежби и обуки со меѓународни организации кои што се исклучиво надлежни и спремни да ни дадат насоки и процедури за правење на надзор. Она што во јавноста излезе како непотизам, како прашање за злоупотреба на средства за посебни намени, дојава на свиркач за нерегуларности во рамките на агенцијата. Сето тоа ние го имавме како вежба на парламентарните комисии за надзор. Јас побарав од председателот на комисијата за надзор на ДУБК, кој што е опозицијски секогаш представник и председател, побарав да направиме сериозен надзор по тие прашања кои што досега и во надзорот не се третирани како прашања кои што подлежат на надзор. И тестот за надзорот ние не мора да го чекаме законот да видиме дали функционира. Треба да видиме дали и сегашните одредби и транспарентноста важи за управата која што ќе се трансформира. Одиме на реклами, бидејќи имаме уште два интересни сегменти, а тоа е кадровската политика која што ќе се спроведува и особено оној закон за координација, а само уште малку време. Реклами, па се враќаме со дебатата. Добре дојдовте назад. Славјанка Петровска, Фросина Ребенски, Злате Дивонски и Маријан Ѓуровски се мои вечерашни гости. Имаме уште околу 15 на минути, а две суштински прашања, уште едно поврзано со агенцијата, а тоа е пополнувањето со кадри од сегашната УБК. Првото прашање до вас. Дали не е се избрзано, бидејќи ако се следат роковите, дури под најоптимистичка предпоставка дека законов би бил донесен пред да се престане со работа собранието, дека актуелниот председател би го потпишал, се треба да се заврши во јуни. Дали премногу се брза и дали не требаше прво да се спроведе ветингот кој што го најавивте во суштинска смисла, па потоа да се оди со изборот на кадри? Ветингот, за да се спроведе ветингот, треба да постои законска основа, затоа што постојните закони сега како што се не даваат можност за проверка и дополнителна или прочистување на служба. Како тогаш ќе знаете дека тие што ќе влезат би го поминале ветинг филтерот? Тоа е целта на ветинг филтерот. Значи, целта на ветингот е да се селектираат кадрите по различни основи, пред се да се направи безбедносна проверка на тие и да се оцени дали постои или не постои безбедносен ризик и поднатаму да се утврди нивната квалификација, односно кадровски потенцијал за да се префрлат во новата агенција. Не сите вработени, по дефиниција, сегашни вработени во управата за безбедност и контраразузнавање ќе преминат во новата агенција. Односно, процесот на ветинг ќе започне од денот кога законот ќе се донесе, односно со изборот на директорот, како што е предвидено, и ќе трае до почетокот на работата на агенцијата. По старите прогнози, односно планови какви што ги имавме, а тоа е доколку законот поминеше порано во собраниска процедура, 1 јуни беше најоптималниот рок. Сега, ако јас добро читам, а може и погрешно читам, комисијата тој ветинг треба да го направи за едно 15-20 дена, не знам колку е тоа доволно да се изврши тоа прочистување. Така е, почетокот на агенцијата што во овој предлог на закон го имате, тоа е 1 јуни оваа година, беше проектиран по предпоставка дека законот сега веќе денеска ќе беше во сила и ќе се започнеше процесот на ветинг. Значи во тој дел и на јавната расправа се појави потреба дека треба да се ревидира рокот, меѓутоа не премногу долго. Јас пак ќе прашам, зошто МВР не донесе закон со кој што конечно ќе се спроведеше тој ветинг во сите структури, не само во УБК, и ние ќе знаевме дека тоа е тоа што ја заслужува таа полициска значка, ја добил во регуларна процедура и што е најбитно не ја злоупотребувал без оглед на кое ниво и во кој сектор или во која управа се наоѓа.
Затоа што процесот на ветинг за 12.000 вработени и процесот на ветинг за отприлика 600 колку сега има управата нема да трае исто време. Она што е неопходно и е поттикнато од реформата на управата за безбедност и контраразузнавање, се водиме од препораките, како што на почетокот рековме во извештаите на Прибе, меѓутоа и на други експерти кои ја посочуваат управата како концентрација на моќ и како можност за злоупотреба, меѓутоа да имаме предвид дека наскоро ќе станеме полноправна членка на НАТО, така што нереформирана безбедносна структура не знам колку би одговарала во тој сегмент. Коментар околу ова за да ни со вас за кратко ќе кажам дека најпрво требаше да се оди со законот за ветинг, кој апсолутно има мнозинство и консензус кај сите политички партии, особено кај академската заедница и носителите на власта. И многу погрешно ќе е да се започне со формирањето на агенцијата, а потоа да се прави ветинг. Не знам каде се брза. Приказната со НАТО ќе заврши во јануари 2020 година, која ќе видат дека дел од вашите соработници биле соработници на странски разузнавачки служби, дел од соседството, зарем ќе соработуваат со вас? Не. Така да зошто одбрзањето? Значи, треба да се забрза, да се даде законот за ветинг во јавна дебата и паралелно да се оди со процесот на проверка на работните досија на сите вработени во Министерството за внатрешни работи, во одбраната со армијата. Зашто вака, како што е напишана селекцијата, без јасни критериуми, каде што комисијата за селекција на вработените кои ќе преминат во тимот да играат на Агенцијата за национална безбедност, прво луѓето ги назначува министерот за внатрешни работи. Каде е методологијата, независноста на таа комисија, јасните критериуми во суштина? Многу ми е драго мене што вечерва, како резултат на оваа дебата, се согласивме и јасна е волјата кај предлагачот дека ќе ги има во предвид сите овие наши надополнување и во однос на техничките средства. Но за селекцијата навистина треба да се биде внимателен и треба и тие досија да се проверат, зашто има еден број на вработени кои постојат сомневања за влијание на странски служби. Само една кратка забелешка за еве и за сите тројца што останува на овој дел да одговорите. Пак ќе се вратам. Ние надвор од судските постапки кои што се водат, поврзани со случаите на СЈО, со прислушувањето, ние не слушнавме за нешто што се спроведува, а веројатно постојат интерни процедури во МВР да се види докаде оделе краците на тој октопод, на крајот на краиштата, кој го направил, кој го наредил, кој се учествувал, кој се работел во тој стан за кој што знаеме дека департизација и професионализација. Или станови. Сигурно е и наша заложба и на Министерството за внатрешни работи. Во аксиомот на демократии нема место за политика, особено во кадарот на вработените во државната безбедност. Транзитниот процес што треба да го следи оваа реформа, односно преминувањето на вработените од УБК во новата агенција е најпроблематичен. Затоа што законот, како што е даден, не пропишува јасни критериуми за ветинг. Секако се согласувам дека ветингот подразбира многу пошироки критериуми и основи за проверка, меѓутоа, ова што го има во законот најмалку личи на ветинг. Секако, административната проверка е една постапка, фигурирањето во крим евиденција судска и така натаму, меѓутоа оперативната проверка значи сосема нешто друго и бара многу повеќе време. Она што сметам дека е нереално, сите сме домакини, знаеме на куќа ќе почнете да вирусувате, 15 дена ви е малку, а не па реформа на управата за безбедност и контраразузнавање да направиме за 15 дена, тоа е непоимливо. Она што според мене е клучно во овој период, дебатата и аргументите од страна на Министерството за внатрешни работи за криминализација на вработените во управата. Мојата теза е дека, доколку постои сомнение за криминално поведение, злоупотреба на службени тајни и документи, доколку постои злоупотреба на службена положба и овластување во минатото и денеска, тоа и сега е основ за откажување на договор за работа и кривична истрага. Не треба ние да чекаме процес на селекција за да дојдеме до прашањата кои што се клучни не само за реформа на управата, туку и за Министерството. Тоа ми беше прашањето, дали нешто се прави, бидејќи како јавност не имаме информација. Откажувањето на договор за работа само заради утврден безбедносен ризик
според мене е недоволен, имајќи во предвид дека сите вработени во Министерството и во управата поминале низ некаква безбедносна проверка. Се отвара другото прашање, дали тие што направиле пропусти во безбедносната проверка и ги вработеле надвор од процедурите ќе бидат одговорни и ќе сносат кривична одговорност. Тоа е едната работа. И втората, клучна. Ако и согласно сегашниот закон и согласно новиот закон, Управата за безбедност и контраразузнавање ги прави безбедносните проверки. За мене е навистина спорно како оперативните работници, кои што и самите ќе бидат подложни на оперативна проверка, ќе вршат оперативна проверка самите за себе. Тоа значи дека ќе постои еден систем на самоелиминација и може таа 6-члена работна група да уопште нема ни за што да дебатира ако дојдат на селекција 20 луѓе. Она што го предлагаат и попаметни од нас, со искуствата што ги имале во минатото. Сугерираат некаква софт варијанта и континуирано намалување на тој безбедносен ризик, со давање на можност за отстранување, пензионирање условно на старите кадри кои што носат и комунистичко бреме и други политички бремиња од минатото и секако даваат опција за останување на актуелни вработени во рамки на Министерството, но и можност на вработени од Министерството да аплицираат во соодветна постапка на Професоре, јавни на кратко за овој одговор, бидејќи сакам навистина последните 5 минути да ги искористиме за овој надзорен совет, бидејќи тука има листата. Ова е доста тежок процес. Кој ќе ја прави, се согласувам со колешката што кажа, кој ќе ја прави таа проверка и тој безбедносен ризик, кој ќе ја процени. Понатаму, кои се критериумите за да се процени? Ако тој навистина е примен во одредена, ајде да кажеме, сомнителна постапка, примен ја, работи, исполнува работни задачи, нема направено криминал, меѓутоа сомнителна му е постапката, кој ќе го докаже сето тоа, како ќе го докажеме? Проблем е. Втора работа, најголемиот дел од нив, ако докажеме со таа условно безбедносна проверка дека не ги исполнува условите, ќе одат на судска заштита, односно правна заштита ќе бараат. Како ќе докажеме ние, како ќе излезете вие со проценката дека тој сомнително е. Навистина дискутабилно, сиот овој процес е многу тежок ќе биде, за да се спроведе, ќе мора низа на работи да се променат, односно јасни критериуми да се постават. Ние досега ова го немавме, да бидеме искрени. И добро е ова што кажа дека тоа во тек можеше да се регулира досега, да се реши за многу од нив. Секој оној кој што влегол во криминал, условен криминал, нели, на исполнување на незаконити действија, со правење и со направење, треба да одговара. Ова што споменавте вие со собата, мене многу ми е индикативно. Значи такви соби сигурно дека има повеќе. Не тврдам, не знам, меѓутоа сигурно дека има. Па ние имаме луѓе кои што работеле на тоа, зашто не ги обелоденија досега тие, туку постепено, парцијално ги вадиме дел по дел некакви информации. Не, ние не ги вадиме, не ги вади никој како институција ги случајно во судските процеси. Не ги пласираат премено. Зашто тоа да го прават? Како резултат може да се наречи процесот на ветинг, односно преоценување на работењето. Променети се дел од раководните структури во Управата за безбедност и контраразузнавање изминатиот период и за волја на вистината споделени се неколку отказни решенија на оние кои сториле или злоупотреба на својата позиција или на било каков начин направиле некоја кривично дело. Така што дека во изминатиот период ништо не е чепнато во управата не може да се каже. Меѓутоа и тоа го покажува и последниот случај на објавувањето на злоупотребата на популарно наречената спецкаса, која што практично ја сработи одделот за внатрешна контрола во Министерството за внатрешни работи во соработка со јавното обвинителство. Така што делумно почнува да се руши тврдината, односно митот за недопирливоста на Управата за безбедност. Очигледно многу прашања и сега за жал само 3 минути за едно прашање кое што веројатно заслужува цела емисија, а тоа е вториот закон околу надзорот и координацијата на безбедносните служби. Јас само прашањето е дали е воопшто потребно и меѓу другото заради следново, што се предвидува тој совет да има канцеларија. Таа канцеларија да ја сочинуваат вкупно 7 луѓе со еден секретар и по 20 луѓе од безбедносните служби, значи 20 од агенцијата, 20 од воено разузнавање и 20 од новата агенција. И сега, тоа е составот, а вели,
овие 6, тоест односно 7 супермени треба да ги обединуваат, што е во ред, и ја оценуваат објективноста и релевантноста на доставените извештаи, известувања, анализи, проценки и други информации од безбедносно-разузнавачките служби. И сега, во тој совет членува директорот на новата агенција за разузнавање и двајца негови аналитичари кои што тој ги именувал, заедно со овие уште по двајца од другите служби супермени, треба да анализираат документи на цела служба. Настрана да ги тргнеме составот на советот и сите други работи. По навистина сосема кратко време за коментар. Како што почнавме ќе завршиме. Да, ни требаат реформи, да, ни треба координација, но ова, како што е планирано во Законот за координација на безбедносно-разузнавачката заедница, која на чуден начин прво е дефинирана, бидејќи овде ќе видите органограм институции како финансиско разузнавање, полиција, кој апсолутно не се во тој совет, и истиот совет е спротивен од членот 86 од Уставот на Република Македонија, бидејќи во тој состав на советот ги нема ниту председателот на државата, ниту председателот на собранието, кој легитимитетот го црпат на непосредни избори од страна на граѓаните и кои имаат уставно споделени надлежности, особено председателот, бицефална е извршната власт помеѓу председателот и владата во одбраната, безбедноста и надворешната политика. Ова е спротивно и со Законот за управување со кризи, каде што имаме група за проценка и управувачки комитет, каде што дел од овие надлежности и проценка ги работи советот, и уште едно е спротивно од делот паралелизам се вправи. Во однос на формирањето го имаме Советот за национална безбедност на председателот и Советот за координација. Што ќе правиме ако Советот за национална безбедност донесе една одлука, а Советот за координација друга одлука и наредба? Каква е таа координација во суштина? А овде го имаме само на крајот. Раководителот на секторот за воено разузнавање. Целосна почит кон носителот на раководителот на тој сектор. Но во случајот тој е само раководител на сектор, назначен од страна на министерот без никаков критериум. А луѓето, председателот на собранието, кои се избираат на непосредни избори, кои имаат надлежности, кои има агенцијата за разузнавање, вие ги немате во советот. Повторно една мокина алатка, што сериозно се доведува во прашање генерирањето на криза во иднина која може да се случи. Неспорен е сегашниот капацитет, но може да ни се повтори со наредните години. Навистина сосема. Многу кратко ќе, навистина треба многу широко да се дискутира. Вчера, да, веројатно треба и посебна емисија околу овој сегмент, бидејќи допира многу аспекти. Многу треба да се дискутира за сето ова, многу спорни прашања се дел ги споменавме, дел треба да се доработат. Проблем е многу работи се проблем, самата координација. Каква координација? Што произлегува? Кој е крајниот резултат од самото координирање? Дали ќе даваат тие насоки или евентуално ова што кажавте вие ќе ги анализираат готовите разузнавачки податоци. Простете ми, меѓутоа разузнавачки податок и разузнавачки има точна процедура како се анализира и како се продуцира еден разузнавачки податок. Ама ако вие имате 400 луѓе во УБК и не знам 200 луѓе во агенција и тие извештаи се на крај потпишани од директорите, на крај треба 7 супермени да ја оценуваат нивната веродостојност и валидност. На анализата ја излегле како готови производи и сега некој да дополнително да ги анализира што понатаму ќе дава проценка на безбедносната состојба, ќе бара дополнително да се сработи уште нешто, а го работеле 1000 луѓе. Тука имаме проблем, навистина, кој производ, која е крајната цел на ова формирано тело? Стратешките документи и стратешките политики во делот на националната безбедност ги носи владата. И таа го има механизмот за оперативно делување и давање на насоки преку системна координација до сите извршни органи. Не би се согласила дека има преклопување на надлежностите помеѓу Центарот за управувачкиот комитет, групата за проценка и Советот за безбедност, имајќи во предвид дека овој закон ги црпе своите надлежности од надлежноста на Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање и военото разузнавање во делот на одбраната и безбедноста, која што значи и давање на стратешки насоки на полето на стратешкото разузнавање и прашањето на заштитата на националната безбедност. Управувачкиот комитет има сосема други надлежности во делот на кризи, кои што е многу
многу подетелен, но Врховниот командант секако дека раководи со Советот за безбедност, меѓутоа не продуцира политики и не дава извршни насоки на агенциите кои што се однесува, што работат на полето. Секако може, треба да се регулира начинот и динамиката на свикување на советите и квалитетот на заклучоците кои што произлегуваат, но овој секако се согласивме дека е премало времето да се дебатира за ова. Да, преопсежно е бидејќи има и тука некое заедничките операции, испреплетување на релациите со Советот за безбедност, добива информација од Советот за безбедност, таму му дава насоки на Советот за безбедност, но еве краток коментари од вас. Не само што нема спротивност со Уставот и со членот 86 кој што го регулира постоењето на Советот за безбедност, туку напротив, овој Совет за координација, од причини што ви кажа професорката Ремински, во интерес на времето да не се повторувам, ќе прави координацијата и тоа на многу ефикасен начин, заради тоа што во Уставот стои дека Советот за национална безбедност ги разгледува прашањата кои што се поврзани со безбедност и одбраната и на Републиката не носи одлуки и дава предлози на Собранието и на владата. А во членот 8 од овој закон се вели дека овој Совет за координација ги разгледува предлозите на Советот за безбедност на Република Северна Македонија кои се доставени до владата на Република Македонија. И му дава насоки. Таа е комплементарност. Односно, за разлика од улогата која има Советот за национална безбедност, Советот за координација ќе ги операционализира одлуките меѓу другото и на Советот за национална безбедност. Ќе се допишува некој или ќе носи одлуки овде во безбедност? Многу прашања, очигледно интересни теми за дебата. Времето ни се че и малку преминавме од редовниот термин. Јас ви благодарам на сите што бевте мои гости. Почитувани, останете на Теле.